Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе имаме тема која гласи вака. Исус ќе дојде, но кога и зошто? Во секој временски период имало водачи кои ги учеле нивните следбеници дека Исус Христос ќе дојде во нивно време, па дури определувале и датуми, месеци, години, часови. Некои оделе во шуми, во некои пусти места, за да го дочекаат нивниот Спасител. Вакви појави имало и во времето на апостол Павле. Во Солунската црква некои тврделе дека наскоро Исус ќе се врати. И поради таквиот начин на заведување, се доведувале во екзистенцијална потреба. Кога некои водачи ќе видат дека членовите им се послушни, тие мислат дека можат се да им понудат на трпеза. Ги фаќаат на нивните емоции и ги мотивираат уште повеќе да им бидат послушни. Вакви водачи сигурно не се повикани од Светиот Дух, туку од луѓе или од самите себе, користејќи се со манипулација. И во денешно време, почитувани, можеме да забележиме вакви појави кога некој од ведро небо ќе рече некоја чудна наука која не произлегува од Библијата, туку од личните нивни амбиции и сваќања. Што се однесува за Христовото доаѓање? Добро е црквата секојаш да биде будна и во очекување на нивниот младоженец Исус. Но, не треба никош да претендираат дека Исус ќе дојде оваа година само затоа што има некои пандемски знаци, катастрофи, војни или некој општ хаос во светот. Ние како црква веруваме дека Исус навистина брзо ќе дојде, но тоа брзо не значи дека ќе биде за 1, 2 или 5 години. Може да биде и за 30 години, и за 50 години. Важно е да се држиме на зборовите на Исус Христос, дека неговото доаѓање останува тајна, зашто тој рече лично, никој не го знае часот, ни ангелите, ни синот, туку само таткото. Единствено што можеме да претпоставуваме дека брзо ќе дојде, се знаците. Пред да дојде Исус ќе има голема поплава од неморал, отпад од вистината, ќе има нереди во општествата, љубовта ќе биде на ниско ниво или, како што тој самиот рече, ќе олади. Ќе нема семејно разбирање и ќе се појават многу измамници и антихристи, или со други зборови речено, лажни пророци и учители кои ќе заведуваат мнозина. Ако сакаш никој да не те манипулира, спасот е во читањето на оваа книга Библијата. И да се занимаваш со неа студиозно, не само прелистувајќи ја од време на време. Апостол Павле вели дека во последно време заблудите ќе цветаат на сите страни, а вистината ќе биде прогонувана. Второто Христово доаѓање, како што реков, никој не го знае времето и часот кога ќе дојде, но важно е дека тој ќе дојде. Во оваа куса обработка не се нагласува, како што обично ги кажуваме, знаците што предстојат, туку зошто ќе дојде Исус и која е причината што тој ќе дојде. Ако зборуваме за знаците, тие се веќе тука, се соучуваме со нив, но и покрај тоа што има многу знаци, сепак ние не го знаеме денот, часот и годината. Многу е важно да знаеме кои се причините за тоа доаѓање. Зошто ќе дојде Исус? Како прво и основно, Исус Христос ќе дојде за да се покаже на сите народи, на целото човештво, дека тој е Господ на сите. Вистинските христијани го признаваат Исус Христос за нивен Господ, како што Тома, например, рече Господ мој и Бог мој. Исус Христос на оваа реченица не се спротивстави, туку го прифати тоа. Мнозина во овој свет се уште не го признаваат Исус дека е Господ и Бог на сите. Мнозина велат дека Исус е само пророк, обичен еврејски учител, рабин и така натаму. Но ние откриваме во Светото писмо Библијата дека Исус е и Господ и Бог на сите народи, на целата вселена, на сите ангели.
создател на се. Но доаѓа ден, кога тоа признание ќе биде од сите луѓе што живеат и што живееле на оваа планета. Со неговото господство тој ќе го реализира својот план за воспоставување на своето вечно царство, кое ќе нема крај. Неговото доаѓање е апокалиптично според зборовите на Јован, односно појава која ќе ги воодушеви сите верници. Тоа е појава на прекрасна блажена надеж што ќе се исполни во сите верници. Затоа Исус им рече на своите ученици: и вие ќе го видите човечкиот син како седи од десно на силата и како доаѓа со небесните облаци. Тоа е запишено во Евангелието според Марко, 14 глава, 62 стих. Кога тој ќе се појави, сите ќе се засрамат, тие што не верувале, и ќе заплачат заради него, што ја пропуштиле можноста да се спасат. А причината е за тоа што не обрнале внимание на неговиот повик, кога мило и нежно секој ден ги канил на неговата свадбена вечера. Во денешно време мнозина сметаат дека Исус не е Господ, туку обичен човек, но со доаѓањето тој на сите народи ќе им го потврди тоа што го зборуваше. Како второ, доаѓањето на Исус Христос ќе биде за да се прослави неговата црква. Неговата црква која што тој ја откупи со крвта негова, умирајќи на крст пред повеќе од 2000 години. Христос ќе ја прослави својата црква. Прославувањето ќе биде кога Бог ќе ги испрати своите свети ангели, како што е запишено во Матеј, да ги соберат неговите избраници од 4 ветра од едниот крај на небото до другиот. Забележете што вели овде, неговите избраници. Црквата не е некоја институција која случајно се создава врз основа на некои човечки напори, туку треба да имаме предвид дека црквата е Божја институција и Божја креација, која е вклопена во Божјиот план, и тоа вечен Божи план. На повеќе места во Библијата таа е наречена избраничка црква. Не би сакал да навлегувам подлабоко во тоа, но треба да се има и предвид дека Бог ќе дојде по своето, а не по нешто што не го планирал. Ова ќе биде собирање околу него, исто како што квачката ги собира своите пилења под своите крилја. Така и тој ќе ја собере својата црква и ќе ја овенча со слава и величественост, за да биде негова својина за секогаш во небото. Црквата нема веќе да ги доживува непријатностите, прогонствата од нивните непријатели, зашто ќе биде откупена целосно и прославена од својот Господ и Спасител. Тоа е втората причина зошто Исус ќе дојде на оваа планета. Како трето, неговото доаѓање ќе биде за да воспостави или да донесе праведен суд на живите и на мртвите. Христијаните со верата во Исус и нивниот нов живот преку Светиот Дух кој им е даден, тие се ослободени од судот што предстои. Меѓутоа, тоа не значи дека можат да си дозволат да грешат и да го ожалостуваат Божиот Свет Дух, туку напротив, треба да ја потврдат својата слобода од судот, живеејќи свето и праведно. Христос на секого ќе му е додели правдата. Христијаните ќе примат награда за своите добри постапки, за тоа што верувале во Исус Христос, а исто и за своите зли постапки и дела, зашто е напишено од устата на апостол Павле воден од Светиот Дух, зашто сите ние ќе застанеме пред Христовиот судиски престол. Тоа е запишено во Римјаните, 14 глава, 10 стих. И така, секој од нас ќе одговара пред Бог за себе. Тие што ќе го отфрлаат Христос ќе бидат вечно осудени. Судот ќе биде безмилостен, зашто не ја примеле Божјата милост и верата, што непрекинато им се даваше додека живееле на земјата. Како доказ за тоа читаме во Откровението на Јован, 20 глава. Таму е запишено вака. И видов голем бел престол, и оној кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото, и не се најде место за нив.
И ги видов мртвите, мали и големи, како стојат пред престолот и се отворија книги. И друга книга се отвори, книгата на животот. И мртвите беа судени според она што беше напишано во книгата по нивните дела. И морето ги даде мртвите кои беа во него. И смртта и адот, или подземјето, ги дадоа мртвите кои беа во нив. И секој беше суден според своите дела. И смртта и адот беа фрлени во огненото езеро. Тоа е пеколот, тоа е втората смрт. И кој не се најде запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. Пред судот предстои воскресение од мртвите на праведни и неправедни. Апостол Павле во својата одбрана пред земните судови рече: ќе има воскресение на праведни и неправедни. Затоа и самиот се трудам секогаш да имам чиста совест и пред Бог и пред луѓето. Тоа е запишано во Дела на апостолите, 24 глава. Со доаѓањето на Исус Христос ќе имаме победа над силите на злото. Сите воздивнуваме и се измачуваме кога го гледаме светот и неговата мизерна состојба во моментот во кој се наоѓаме. Силите на темнината делуваат со сиот свој капацитет. Луѓето кои се под влијание на мрачните демонски сили не се во состојба да се спротивстават и паѓаат под силното влијание на тоа зло. Се ова создава неподносливо тешка состојба. Се прекршуваат сите морални вредности, а ние, како христијани, наново родени од Божјиот свет дух, мора да ги трпиме и со трпение да ги спасуваме нашите души. Меѓутоа, на ова зло сепак ќе му дојде крајот. Бог ќе го сопре и ќе престане за секогаш, зашто е напишано: тогаш ќе дојде крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Таткото, откако ќе ги уништи секоја управа, секоја власт и секоја сила. Ова уништување на секоја управа, власт и сила се мисли на секоја светска сила која е под влијание на мрачните демонски сили. Зашто денешните управи и владетели и денешните владетели се повеќе воспоставуваат демонски учења и закони, кои се спротивставуваат не само на човечкото достоинство, туку пред се на Божите начела и закони. Затоа ова уништување на злото треба да се свати само од аспект на оној кој има право да го уништи и отстрани од неговиот поглед. И конечно ќе дојде момент кога злото нема да постои на овој свет, а и светот нема да постои. Се смета дека злото нема никош да се повтори во вечноста. Како петто, Исус ќе дојде затоа што сака и ќе воспостави ново небо и нова земја. Во Библијата е запишано дека првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. А апостол Јован гледа нешто друго: ново небо и нова земја. Новото небо и новата земја е место каде што пребива вечна правда. Господ јасно им рече на учениците: одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, за да ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Каде отиде Исус? Тој отиде во небото. Во новото небо и новата земја нема да има неправда, судови, убиства, криминал, војни, земјотреси и така натаму. Таму ќе има вечна радост и вечна среќа на секое човечко битие кое е било спасено од проклетството на гревот. Многу е значајно 22 глава од Откровението. Исус воспостави се ново. Црквата ќе царува со него во тоа царство. Исус пред да ја напушти оваа земја, тоа им го кажа на неговите ученици, за да знаат дека имаат ново живеалиште, нови станови, нови куќи. Ако се случи да ги прогонат како што ги гонеа, па дури и убиваа заради неговото име, тогаш оваа сознание ќе им биде утеха за да не се плашат. Првите христијани со радост го прифатија прогонството заради Исус и се вели во посланието до евреите дека нивните мисли беа за небесниот имот и затоа не жалеа што изгубија се на земјата.
Zašto? Zato što Gospod vospostavi novo nebo i nova zemlja. Neka mu je slava na naši Gospod Isus Hristos, koji poradi golemata milost ne obezbedi večen raj, večno blaženstvo, večen život. Zašto Bog toliko go vozljubi svetot, što go dade svojot jedinoroden sin, da sekoj što veruva vo nego da ne zadine, tuko da ima život večen. Amen.